Европската комисија, па и во претходниот период, меѓутоа во овој 7-годишен период 2014-2020, оцени дека за поттикнување на самата конкурентност, иновативност и развој на тие мали и средни предпријатија, како клучен сегмент од секоја национална економија, неопходно е да им се обезбедат поволни средства за финансирање, односно свеж капитал. Затоа финансиските инструменти во рамки на Косме програмата ќе бидат финансирани со 1,4 милиарди евра, нешто повеќе од она што беше минатиот период. И овие финансиски инструменти посебно ќе бидат разгледувани во некоја друга прилика, меѓутоа клучно ќе биде она што ќе бидат креирани заедно со Европскиот инвестиционен фонд, ќе бидат креирани да го потпомогнат процесот на аплицирање на овие проекти и процесот на создавање на нови производи, иновации или проекти кои ќе бидат од интерес на подигање на самата конкурентност на малите и средни предпријатија. Индустријското лидерство, кој за нас подпрограма која за нас како Стопанска комора ќе има посебно значење, е делот каде малите и средни предпријатија ќе бидат инволвирани, односно самите компании. И можам да кажам тоа дека лимитот сега од 250 вработени е качен на 500 вработени, што значи дека и поголемите компании ќе може да учествуваат во сите овие програми. Индустријско лидерство ќе се финансира со 17 милиарди евра, што е 22% од вкупниот буџет на Хоризонт 2020 програмата. Обштествени предизвици под програмата, која ќе се финансира со 29,7 милиарди евра или 38% од вкупниот буџет на програмата, исто така ќе биде една од приоритетните програми за кои ние како Стопанска комора ќе обрнеме посебно внимание. Наш предлог ќе биде учество на компаниите во рамки на конзорциуми. И тука мрежата за предприемачи Enterprise Europe Network треба да одигра голема улога на поврзување на нашите компании со конзорциуми од Европа, односно со истражувачки центри и реализирање на конкретни проекти кои ќе бидат на крајот применети во малите и средни предпријатија.